Патот на Македонија до Брисел оди преку Охрид и рамковниот договор, изјави вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи и додаде дека законот за јазици, иако не е приоритетен за евроинтеграциите на Република Македонија, ќе биде изгласан до нова година. На денешниот брифинг со новинарите Османи изрази задоволство од имплементираното од планот на владата 369 во делот на изборите и реформите во правосудството, безбедносните служби и јавната администрација. Со локалните избори и со позитивниот извештај на ОПСЕ ОДИХР го крунисавме поглавието 3 од планот 369 и сега почнуваме ново поглавје кое е особено важно, изјави Османи. Меѓуетничките односи се основно прашање во делот на рамковниот договор, а рамковниот договор е основно важно прашање во делот на интеграциите. Секогаш е кажано дека патот на Македонија до Брисел оди преку Охрид. Така да апсолутно секоја мерка која што произлегува од рамковниот договор е важен предуслов за интеграција на земјата во НАТО и Европската унија. Така да апсолутно нема дилема зошто било кој чекор кој што произлегува од рамковниот договор го носи и европското знаменце. До крајот на декември треба да се донесат законите за деполитизација и за професионализација на администрацијата, да се донесе стратегијата за реформи на правосудството, законот за анулирање на Советот за утврдување на факти, да се отстранат можностите за злоупотреба на системот за прислушување, а треба да се донесе и цел пакет закони поврзани со безбедносните служби, кои кон средината на декември ќе се најдат на владина седница. Османи потенцираше дека за безбедносните закони имаат координација и консензус со опозицијата и при тоа уште еднаш упати порака дека националните интереси треба да се стават над партиските и над личните интереси, бидејќи следните 6 месеци ќе бидат клучни во евроинтегративниот процес и историски момент за членство на Македонија во ЕУ. Во наредните 6 недели до крајот на годината ние треба да испорачаме одредени законски проекти, претежно во областа, односно доминантно во трите столба кои што се избрани како приоритет од страна на планот 369, а тоа е правосудство, безбедносни служби и јавна администрација. Од тука цел пакет на закони треба на седница на влада некаде кон крајот на декември да се усвојат за да може да влезат во парламентарна процедура веднаш после почетокот на новата година и во делот на јавната администрација усвојување на стратегијата која што е целосно усогласена со Сигма и акциониот план, чија основна улога е да создадеме деполитизирана, ефикасна администрација. Прашан како го коментира писмото од амбасадорот во ЕУ дека Брисел реагира поради тоа што владата не се фокусира на приоритетните реформи туку на односите со јавноста, Османи рече дека немале никакви формални ниту неформални критики од Брисел, туку само белешки од останоците на нивните представници во мисиите. Социјалдемократите во својата изборна кампања ветуваат дека доколку дојдат на власт, за 6 месеци ќе ја внесат Македонија во Европската унија и НАТО. 7 месеци откако социјалдемократите ја презедоа власта, Македонија се соочува со предизвици за донесување на клучни реформи во правосудството, безбедносните служби, медиумите, јавната администрација и многу други области, пред април следната година, кога треба да биде објавен извештајот на Европската комисија за 2017 година во пресрет на мајскиот Европски совет за проширување во Софија, каде ќе треба да се бетонира европската перспектива на Македонија.